Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности. Добро дојдовте во 23-та емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Денес емисијата е малку специфична, бидејќи имаме тројца гости во неа. Ќе ги представам поред, најблискиот до мене е Тијан Јазаджиевски. Здраво, Тијан. Веднаш до него е Билјана Стефановска. Здраво, Билјана. До неа пак е Ведран Симовски. Здраво, Ведран. И мојот редовен соговорник, отец Ивица Тодоров. Да ги поздравиме и гледачите. Се разбира, гледателите веќе јас ги поздравив, и од тебе, и од гостите тука присутни. И денешната тема ја нарековме Откровението Божјо како вредност, а ќе зборуваме за седмицата на Светото Писмо оваа 2016 година. Да почнеме од отец Ивица Тодоров. Што би кажал за денешната тема и за подтемата седмицата на Светото Писмо? Значи, братушка, кога ја подготувавме денешната наша емисија, не случајно ја насловивме Откровението Божјо како вредност, затоа што ќе говориме за тоа што ние сме го примели како вистина, како сознание на нашето постоење, но како откровение, како нешто што ни е дарено од самиот наш Творец. И сега, оваа тема ја поврзуваме со овогодинешната седмица на Светото Писмо, 6-та поред, 2016. Значи, 6 години поред ја организираме седмицата на Светото Писмо и би разговарале малку за смислата, за значењето на Откровението Божјо, односно за Светото Писмо, и се разбира и за тоа што оваа година ќе имаме како тема, како предавање, како средби, дебати и така натаму во рамките на овогодинешната седмица на Светото Писмо 2016, која ќе се одржи од 19 до 26 јуни. Така, значи, овогодинешната седмица на Светото Писмо почна точно на Духовден. И тоа беше повод, насловот, целокупниот наслов на седмица да биде Црквата и Светото Писмо, сведоци и заштитници на вистината. Така, затоа што народот го нарекува тој празник Духовден, или симнување на Светиот Дух, односно силата на Светиот Дух, кога апостолите ја примат силата на Светиот Дух. Друго именување за тој празник е Педесетница, односно 50 дена од Христовото воскресение. Значи, на тој празник ние си спомнуваме за денот во кој се родила црквата како богочовечки организам. Затоа што апостолите, учениците Христови, ја примаат во себе силата на Светиот Дух и таа заедница околу Христос го добива тоа овластување, тоа водство од Бога да биде новозаветен народ Божи. Односно, заедница на Христови ученици, новозаветен народ Божи, која треба да ја сведочи од Бога откриената вистина, тоа е тој момент на Божјото откровение, и да ја сведочејќи таа вистина за нашето спасение, тоа да го прави кај сите народи. И се разбира, сведочејќи таа вистина да им помага на сите народи, односно на сите личности од сите народи, да дојдат до Христос, до Спасителот, да го разберат спасението, односно вистината за спасението, и да го градат своето спасение во црквата, подготувајќи се за вечниот живот во Царството Божјо. И сега, затоа што најлогично е, ако веќе имаме тема посветена на црквата, најлогично е овогодинешната седмица да ја започнеме баш на Педесетница, значи на денот кога си спомнуваме за историскиот чекор за чекорување на црквата, и на 19 јуни почнуваме и завршуваме на 26 јуни, значи почнуваме во недела, завршуваме во недела, и како што спомна ти, брат Душко, темата на овогодинешната седмица е Црквата и Светото Писмо како сведоци и заштитници на вистината. Така, до мене е Тијан Јазаджиевски. Ти, Тијан, веќе неколку години си во црковен, а посебно оваа година имаме тема за младите луѓе. Што би кажал ти како млад човек што е натре во црквата? Така, па, од аспект за седмицата, значи, кога станува збор, јас сум веќе учесник 3-та година, и веќе можам и од тој аспект да зборувам, но ќе кажам и од аспект на човек кога прв пат се појавува и зошто би требало да се појави. Од аспект на во црковен човек, тоа е едно 8-дневно празнување, каде што има преизобилна духовна храна, каде што традиционално оние кои знаат зошто доаѓаат, можат да се насладат од сите тие преубави зборови на отците кои ги држат беседите, трибините кои ги одржуваат помладите, од сите оние прашања кои се актуализираат
од страна на присутните, но од аспект на оние луѓе кои не се воцрковени, кои немале допир со православната христијанска духовност, ќе спорам тоа е како некој човек кој поради сплет на околности се нашол прегладнет, изнемоштен, разболен од многу болести, и кога тој човек е хоспитализиран, него не му даваат веднаш храна или не знам некакви тврди работи да јаде, туку му даваат инфузија. Така да за оние кои прв пат доаѓаат, седмицата на Светото писмо е еден вид на 8-дневна терапија, односно инфузија која се дава од почеток, за да може постепено полека човекот да се разбуди и да може да се храни со малку потврда храна. Така, неслучајно ја одбравме сестра Билјана, таа година прв пат ќе биде на седмицата на Светото писмо, но веќе е во воведниот курс, каде што се обработуваат теми за христијанскиот живот. Па што ви кажала ти, Билјана? Што очекуваш и што можеш да кажеш од твојот аспект за овие нешта што ќе се случуваат? Така. Значи вака, јас како активен учесник на 15-тиот воведен курс во христијанската православна вера, наречен Училиште за животот, можам да кажам дека за секој оној што ја бара вистината да ја спознае за Бог, од суштинско значење е читањето, односно познавањето на Светото писмо и живеењето во црквата. Так. И сега, кога една личност почнува духовно да се буди, од онаа состојба на духовна заспаност, кај таа личност се појавуваат многу прашања. Зошто постои злото, зошто постои гревот, која е целта на нашето постоење, која е смислата на нашето постоење. Так. За сите тие прашања почнува да бара таа личност одговор. Значи почнува да го бара патот, односно правецот, вистинскиот правец. Так. Нормално сега јас од моје лично искуство ќе кажам, почнувам со читање на Светото писмо. Так. Кога го барам тој правец, почнувам да го читам Светото писмо. Но битно е кога таа личност се буди духовно, значи да биде, односно да стане дел од една здрава црковна заедница. Така. Тоа црковна заедница не како црковна институција, Така. него да го разбереме како новозаветен народ Божи, значи Така. заедница составена од здрави браќа и сестри во Христа, предводени од сериозен и искусен духовен раководител. Так. Значи, јас прв пат ќе учествувам на седмицата за Светото писмо и се надевам дека покрај воведниот курс, што за мене многу значајно што го посетувам и многу што научив до сега, се надевам и очекувам дека ќе поминеме супер. Еве еден апел до сите млади луѓе кои што мора да се тргнат некоја точка, значи да дојдат доколку се во можност, да присуствуваат, да слушаат на тие средби, предавања, трибини, да ја најдат својата вистина. Така. Ведран, ти веќе 2 до 3 години си во црквата, се уште си нели млад, меѓутоа доста си активен и доста гледам ентузијазам кај тебе во разрешувањето нели на сите овие би рекол проблеми и дилеми внатре во црквата, и дали ентузијазмот кај младиот човек е најважен за да почне нели да се вклучи во работата на црквата, или пак можеби треба почетокот е од некоја друга точка? Па битен е секако ентузијазмот, ама ако е само ентузијаст човекот, а нема од црквата што да го придобие, така, односно црквата да му е засведочена, џабе. Така што конкретно еве јас сум втора година, односно ќе бидам учесник на седмицата, и размислувајќи за седмицата, ја доживувам како многу важен, културен, духовен настан, каде што ќе може отворено да се зборува за црквата, за Светото писмо, бидејќи еден христијанин својот живот како да го оформува во овој свет, учи од Светото писмо. Сега во Светото писмо многу е тоа објаснето во еден друг временски контекст, значи пред 2000 години, многу е некако концизно и не може човек да го свати Светото писмо без да му е објаснето.
А на седмицата на Светото Писмо токму тоа се прави. Ете, на претходната имаше многу обемни објаснувања за Стариот Завет. Еве сега на оваа програмата ќе видиме како ќе биде, значи да се објасни Светото Писмо и од таму да научиме како ние денес во ова време да живееме како црква. Така, отец Ивица и Ведран кажа дека многу е важно нели да се чита Светото Писмо, меѓутоа и објаснувањата исто така, толкувањата на Светото Писмо се од иста важност. Што би кажал ти, еве за седмицата на Светото Писмо, предпоставам дека тоа е основната идеја, да им се доближи на луѓето, за да може што подобро да го разберат. Значи, оно што го кажа и Тијан, и Билјана, и Ведран, тој еден битен момент со кој се соочува секој човек, кој го започнува тој процес на своје овистинување, односно барање на вистината на постоењето. Сега, најсериозен изворник, со најсериозен авторитет во овој свет за разбирање на вистината на нашето постоење е Светото Писмо. Говоревме на предмалку, самото Свето Писмо е откровение, Слово Божјо. Значи, самиот Бог, самиот Творец, преку светите пророци во рамките на старозаветниот период, значи периодот од Адам и Ева до доаѓањето на нашиот Спасител Исус Христос, значи во целиот тој период Бог, нашиот Творец, преку пророците, преку оние луѓе кои беа од него повикани, но и водени, тој ја откриваше својата волја, својата вистина и преку пророците првин комуницираше, имаше диалог со старозаветниот народ Божи, со еврејскиот народ, а преку нив и со сите народи. Значи тоа е Стариот Завет, тоа е времето на откровението на вистината Божја во Стариот Завет, и како што вели светиот апостол Павле во своето послание до евреите, тој вели дека во старо време, односно во периодот на Стариот Завет, Бог, Творецот, Семојтниот, преку народот свој говореше преку пророците, а во Новиот Завет, всушност, во круната на Новиот Завет, во почетокот на Новиот Завет, затоа што всушност Новиот Завет е коронисување на очекувањето на Стариот Завет, на доаѓањето на Месијата. И сега кога доаѓа Месијата, кога доаѓа Спасителот на светот, оној кој носи полнотата на вистината, значи, како што вика светиот апостол Павле, во старото време, во Стариот Завет, Бог говореше преку пророците, а сега ни говори преку својот единороден син. Значи, директно, преку својот логос, преку својот единороден син, која прими човечката природа преку Дева Марија и Светиот Дух, самиот тој, логосот Божи, дојде во овој свет и директно стапи во диалог, во комуникација, први со старозаветниот народ Божи, со еврејскиот народ, кој го очекуваше доаѓањето на Месијата, а преку тој народ, односно преку апостолите и со сите народи, затоа што Месијата дојде како спасител за целото човештво. И сега, тие вистини што ни се откриени од Бог, ни се откриени, како што реков, од светите пророци, од самиот наш Спасител Исус Христос, и светите новозаветни книги се напишени од неговите апостоли, но не е едноставно, брат Душков, не е едноставно да се прима таа храна. Убаво го спомна тоа братот Тијан, тврда храна е тоа, го вика и апостолот Павле и останатите апостоли и светите оци на црквата. Светото Писмо, односно содржината, вистината што е запишена во Светото Писмо, навистина е тврда духовна храна, и за луѓе кои се духовни бебиња, тоа е многу тврда духовна храна, и таа треба навистина да биде во првиот период како инфузија. Особено за оние луѓе кои доживеале сериозни духовно-душевни катастрофи, бродоломи во овој свет. Значи, од многу причини, самиот ти знаеш, не е лесно човек да живее по својата свесност и совесност во овој свет, да се труди да биде искрен и особено искрено да ја бара и да ја сведочи вистината. И сега, многу духовни бродоломи доживуваат многу луѓе. Тешко се доаѓа до вистината таква како што е, и затоа кога се дојде до вистината таква како што е, таа навистина се прима како инфузија, да не дигне, да не подигне од тие состојби кои навистина не урнале на секаков план. И вистината Божја е тивка. Таа е нежниот глас Божи, таа е мирна, таа е како лек, таа е како духовна храна, од почеток како духовно млеко, кое полека почнува да циркулира во нашите духовни вени, во нашиот духовен организам, во нашиот ум, срце, душа. И колку повеќе, значи, на вистински начин ја примаме,
Значи, и тоа е многу битниот момент, на вистински начин и треба да ни биде објаснето, затоа што ние гледаме во овој свет постојат многу лажни учители, многу лажни заедници кои се нарекуваат христијански и така натаму, кои се повикуваат на авторитетот на Светото писмо и ги манипулираат луѓето. И тогаш таа вистина што Бог ни открил, наместо да биде лек, таа станува за многумина отров, затоа што некои во таа чиста вода ставаат отров, односно своји елементи и така натаму. И затоа седмицата на Светото писмо, односно и самата мисија на црквата, на едната Света соборна апостолска црква, има таа смисла. Од почеток вистината што Бог ни ја откри и што имаме во Светото писмо, да ја даруваме како лек, како инфузија, која да ги подигне луѓето, да ги измотивира луѓето, да им даде волја, да им даде порив вистински за живот и за вистинско осознавање на смислата на животот и за вистинско живење на животот и во овој свет и во вечноста. И тоа е процес, братушко, тоа е процес. И од почеток навистина сме на млечна храна, на мека храна, но потоа колку повеќе човек духовно ќе расте, духовно ќе созрева, толку повеќе посериозно и подлабоко завлегува во вистините на Божјото откровение. Сега, седмицата на Светото писмо е еден од настаните на црквата, на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ова Скопска епархија, која, односно, еден од настаните кој има за цел оваа вистина од Светото писмо да ја засведочи на сите оние кои се жедни и гладни за неа. И се разбира, повторно ќе го цитирам братот Тијан, навистина и за многумина да биде инфузија, затоа што ние гледаме каква е суровоста на овој свет, што се суровоста на овој свет прави со човечките души. Тоа е тоа. И затоа темата на овогодинешната седмица е црквата и Светото писмо, сведоци, ама и заштитници на вистината. Значи, 2000 години црквата е сведок на Христовата вистина. Од денот на Педесетница, кога апостолите примиле силата на Светиот Дух, значи, први на апостолите, па потоа нивните ученици, како заедница, како црква, па потоа наследниците на апостолите, епископите, презвитерите, ѓаконите, 2000 години, кај сите народи, ја сведочат вистината на спасението. Всушност, тоа е и Христовата заповед. Одете и научете ги сите народи. Крштевајте ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух и да пазат и да исполнуваат се што сум ви заповедал. Ја ќе бидам со вас до крајот на светот. Посебен дел во годинашната седмица на Светото писмо е оној 2 дена ќе петок и сабота ќе биде посветен на младите во црквата. Сега интересно е дека младите, поголем број од младите имаат некои други интереси. Може би откровението Божје од црквата, Светото писмо не е некоја интересна тема, и ако се отвори разговор за духовност, за Бог и така натаму, не кажат, па јас изживеам според собствената совест, така како што совеста ме води, и сега дали е тоа доволно човек да живее само по собствената совест, а без откровение Божјо и без црква? Ведран, ти што мислиш? Па, сега, всушност собствената совест, ние младите и сите луѓе, сме ја на некој начин оформиле од општеството, од семејството. А ако одиме подлабоко, сепак, барем овде во Македонија, вредностите што ги имаме ние се горе-доле христијански, па сега дали ние го прифаќаме тоа или не. Ама, еве, например, јас со моите врсници, значи, дискутираме за, не знам, за општество, за ситуацији што се случуваат, да. И сега, се раѓаат супер идеи, ама никогаш не се стига до христијанството, до црквата, до репер, Христос како репер. Сега, младите не се запознаени со Христос. Тоа е суштинскиот момент. Недостасува основна информација. Јас исто ми се случувало, да ќе го прашам некој, Библијата си ја читал, нешто таму си нашал интересно. Вика, сум ја читал, едното евангелие го прочитав, вика, пута 4, сите евангелија како да сум ги прочитал, ама вика, како да го прифатам тоа Стар Завет, таму, не знам, клетви, ова, она, не знам, такви некои несватливи работи. Сега, ако земе некој да чита, особено млад, таков бунтовен, ако земе да го чита Светото писмо, ќе се збуни кога ќе го чита. И затоа, еве, на седмицата баш се објаснува тоа, и јас
сум одел и на воведниот курс, сум го понавljал воведниот курс. И таму сум научил многу ситуации во Светото писмо ми биле објаснети. И така, треба и младите да ја запознаат својата вера, бидејќи Македонија е православна, мислам, македонците 80% и повеќе се православни христијани. Се декларираат како православни христијани, по традиција, да, по вера, ама по избор на... Логично е во една земја каде што се христијани луѓето, своите ставови, своите размислувања сепак да ги донесуваат врз база на некој цврст постулат, а во случајов тоа е христијанството во Македонија. Так. А да не се знае, тоа е апсурдно. Така, еве, Билјана, ти веќе го посетуваш курсот, воведниот курс, училиште за живот, и предпоставувам дека кај тебе има разлика пред да доеш на курсот и сега, и кога разговараш со твоите блиски. Да речеме, што нив ги копка, што те прашуваат тебе, а што би сакала ти да им кажеш од тоа што си го научила, барем до сега? Како најважно за тебе? Па сигурно дека да, многу поинакви ми се размислувањата пред да почнам и сега откако почнав на воведниот курс. Значи, за општото гледање на животот и како што споменав и претходно, значи самата на себе да си одговорам која е целта на моето постоење. Так. И на сите тие прашања што се јавуваат, верувам кај сите што духовно се будат. Така да постои отпор од околината. Многу е тешко да се живее кога духовно ќе се разбудиш во луѓе што повеќето се заспани духовно. Да. И сега има прашања, значи што од мои блиски, значи роднини, пријатели, што учите на тој курс, зашто се зборува, дали само се зборува како треба да се однесуваме во црква, кои се правилата на знаете, на нашето типично христијанско православно или празнославно верување. Како треба да постапуваме кога ќе влеземе. Значи такви прашања ми поставуваат. Па сега нека дојдат и нека слушнат. Мислам, многу е добро да се знае. Сепак треба да си ја познаваме, како што каже и брат Ведран. 80% Македонија се декларираат како православни христијани и гревото е да не ја познаваат својата вистинска вера. Така. Ти исто така си многу млад човек, меѓутоа доста долго веќе, неколку години си во црквен и гледаме и отец Ивица и јас дека ти доста брзо духовно растеш и имаш и една духовна зрелост. Може и младиот човек да биде духовно зрел? Од што тоа највеќе зависи? Мислам дека зависи од тоа на кој начин ќе ја насочи својата енергија и својата бунтовност. Младиот човек по природа во себе има бунтовност. И сега таа бунтовност може да биде градивна бунтовност, критичка, значи да се соочи со општествени проблеми, со лични проблеми, со проблемите во заедницата, било какви проблеми да ги детектира и својата бунтовност да ја насочи кон тоа да се подобрат работите, или деструктивно да се насочи кон тоа нечи не работава, да ја докрајчиме. И сега младиот човек природно во себе се соочува со борба, првин телесна борба, хормони се менуваат, потоа надворешни струи, надворешни влијанија, или како што вели апостолот Павле, жештени стрели од лукавиот, се соочува со проблемите во семејството, со проблемите во државата, со разни проблеми се соочува. И многу е тешко од сите тие проблеми кои ќе се стават на грб човек да добие темел за здрава духовност. Затоа што, еве, да кажем и млад човек да дојде, да праша, да се потруди нешто да направи, пред се најголем број на случаи, тој отец Ивица може да го каже, имаме осудување од страна на семејството. Значи, млад човек во семејството ќе потегне целата енергија, ќе ја насочи да го чита Светото писмо, да го истражува, да го запознае Бог, да ја запознае вистината и најголема кочница и сопка му представува семејството. Значи, ни недостасуваат такви фундаментални семени преданија, каде што
однапред, уште од мала возраст, ќе се подготви детето, ќе се запознае со вистината, ќе има постепено и благоразумно напредување во духовниот живот и постојан подвиг за да може да се соочи со своите слабости, со слабостите на другите и да се усовршува во љубовта, за да го исполни, да ги исполни заповедите пред Бог. Сега, многу е лесно да се зборува од тој аспект кога човек имал, да кажеме, благословен начин на растење и можел да добие одредени информации кои ќе му помогнат да донесе правилен избор, ќе зборувам и подоцна за тоа. Меѓутоа, многу потешко од одредени фамилии кои што се такви атеистички да изникне здрава духовна личност. Меѓутоа, ќе го цитирам исто на оваа тема, старецот Пајси вели: благословени се тие што ќе израснат нели во благословена христијанска заедница, но троблагословени се оние деца кои од таква атеистичко семејство или проблематично ќе прераснат во здрави духовни личности и Бог со неговата преголема милост ќе ги награди и ќе им даде изобилни дарови. Така, Тијан го постави прашањето за семејството, посебно за младите луѓе во семејството. Зашто така мора да бидат отецивица, повозрастните да бидат косница за младиот човек, да духовно да се развие наместо обратно? Па да живееме во едно зрело, нормално општество и време, ќе беше тоа нормално, но ние не живееме во едно нормално духовно време. Говорам од аспект на Божјото откровение, затоа што Христос, нашиот Спасител, ни говори дека колку повеќе се приближуваме до неговото второ доаѓање, затоа што во самото Свето Писмо е запишено дека Христос, нашиот Спасител, еднаш дојде како наш Спасител, како оној кој ни ја откри вистината и патот на спасението, но на крајот на овој ваков свет, во последниот ден на овој ваков свет, значи има овој свет последен ден, Христос ќе дојде како судија. И сега, колку повеќе се приближуваме кон крајот на човештвото вакво како што ние го знаеме, се повеќе и повеќе ќе се зголемува таа апостасија, односно тоа отпаѓање. Значи отпаѓање од вистинските вредности на постоењето, од вистината на постоењето, од совесноста, од свесноста, од здравите етички покажани, докажани вреднување на животот и така натаму и така натаму. Се повеќе и повеќе ќе се тоне во состојба на оно што го зборува Сатребилјана духовна успиеност, односно личноста на човекот се повеќе ќе паѓа во состојба на греовен сон. Значи нештата во овој свет така ќе се развиваат да на еден начин ќе го успиваат, ќе го хипнотизираат човекот со многу грижи, проблеми, стравови, фрустрации, неизвестности и така натаму. И сега тоа е тоа, ние живееме во едно такво духовно време во кое гледаме дека нештата се такви какви што се и сега би било нормално родителите да ги поттикнуваат своите деца на духовност, но кога живееме во вакво време се случува нешто обратно и дури самиот Христос не вели дека дури во она рано христијанско време, па и во ова време самиот Христос не вели дека непријатели ваши во однос на патот на спасението ќе бидат вашите домашни. Но братушко, тоа е еден од аспектите на искушенијата со кои се соочува секој човек што тргнува по духовен пат. Значи, тоа е тоа. Значи, не можеме без свесноста за таа реалност. Значи, кога човек духовно ќе почне да се раѓа, ќе станува Христов ученик во силата на Светиот Дух и во црквата, тогаш тој се соочува со реалноста на овој свет, во сите аспекти. Така да се соочува и со вистинската состојба на семејството денеска. И плюс јас би додел уште еден момент. Тијан го спомна моментот на атеизирани семејства. Јас би го спомнал и проблемот на така наречени традиционални православни христијански семејства. Традиционални, они кои верата ја доживуваат традиционално. Како еден фолклор. Така наследили од старите дека се православни христијани и својата вера ја сведуваат на обичај, на некакви традиции, на 2-3 пати годишно одење во храмот, во молитвениот дом, во црквата да запалат свеќи или така да одстојат 5 минути или некојаш и да се причестат. И сега, например, јас како
свештенослужител во црквата како духовен раководител, можеби најповеќе отпор имам баш од таквите луѓе. Так. И многумина денеска млади луѓе што влегуваат во црквата имаат најповеќе отпор од таквите православни христијани, традиционалните, затоа што тие не се научени на Свето писмо. Тие не се научени на евангелската, она вистинска, христијанска вера која извира од самиот Нов Завет, од самиот Христос, од апостолите, од светите оци. Тие се научени на некаква верзија на православното христијанство, што воопшто нема врска со православно христијанство, нешто испомешано со остатоци од нивните предци, со некакви традиции, со суеверни моменти, паганизам и слично. со паганизам, со некои нивни шубеистички моменти, стравови и така натаму. И сега кога ќе се соочат, значи со вистинската православна христијанска евангелска вера, тогаш тие се зачудуваат, чекај малце. Па ние со години одиме од црква, сега прв пат ни кажувате за ова, за она и така натаму. Никој не ни кажува. Никој не ни кажува, така натаму. Што Ова е е сега? важното. Или сега не сме слушнале за тоа? Па викам, вие што не сте слушнале, тоа е ваш проблем. Затоа што вие не сте се заинтересирале за смислата на тоа во што вие верувате. И тоа е тоа. Но мора да признам дека процесот на духовно будење, на духовна обнова кај нашиот народ е толку силен да се повеќе и повеќе луѓе на вистински начин разбираат што е вистинската православна, правоверна христијанска вера и што е вистинската порака на Светото писмо. А сето тоа го разбираат затоа што се враќаат на Светото писмо и враќајќи се на Светото писмо, односно темелејќи својата вера на Светото писмо и на светите оци на црквата кои го живееле Светото писмо и своето духовно искуство ни го дале за да го разбереме Светото писмо. Значи, таквите луѓе, враќајќи се на Светото писмо, тие стануваат па вистински членови на црквата. Значи, тие веќе црквата не ја доживуваат како некаква институција, како некаква, фолклорна тамо, фолклорен остаток од минатото, туку како новозаветен народ Божи, како сотериолошка спасителна заедница, како заедница на ученици Христови во силата на Светиот Дух и во слава на Небесниот Отец. И тоа е голема радост, братушка. И таа духовна обнова на луѓето потикнува духовна обнова на целото општество. И затоа повторно ќе така во црква да го имаме тоа повторно затоа што ние сме луѓето заборавенковци, забораваме. Значи, не случајно темата на овогодишната седмица е Светото писмо и црквата, сведоци и заштитници на вистината. И оној кој ова го разбира, тогаш тој разбира што е правоверно ортодоксно христијанство и што значи да се биде Христов ученик. И затоа и ова тема оваа година ја отворивме, за да ова сознание кое го имаат многумина што ќе учествуваат на овогодинешната седмица, го засведочиме и на сите оние кои можеби не слушнале за тоа. Така, една од темите ќе биде младоста како можност за лудост и младоста како можност за вистински извор. Нели, ја одбравме... Да, може, али може и, брат Душко, да ги кажеме темите вака сите поред како ќе одат. Добро, тогаш да почнеме од почеток. Како ќе се одвија седмицата на Светото писмо? Најдобре ти, отец Ивица. Да, значи, рековме, овогодишната седмица ќе биде од 19 до 26 јуни. Свеченото отварање на седмицата ќе биде во салата на универзитетот за туризам и менеджмент во 19 часот. Тоа е спроти лептокарија. Спроти лептокарија, да, значи на 19 јуни, на 50-ница во 19 часот во салата на туризмот, во салата на универзитетот за туризам и менеджмент ќе биде свеченото отварање на овогодишната седмица и на свеченото отварање ќе говориме за тој момент, значи за визијата и можностите за мисијата на црквата во овој наш град и во оваа наша Македонија и за сите други аспекти кои црквата треба да ги има и да биде подготвена за овој вакво време во кое живее, а исто така ќе направиме и промоција на интернет емисијата насловена Училиште за животот. Всушност таа емисија на еден начин ги промовира, односно во рамките на таа емисија се снимаат темите од Училиштето за животот, што се во ведниот курс Училиштето за животот, што се одвива во црквата Свети Петар и Павле, во Ѓорче Петров. Значи, таму ги снимаме, значи, емисиите во рамките на таа интернет емисија и ќе бидат промовирани, односно
на пошироката публика. Така, на тој ќе начин направиме стануваат подостапни презентација, за поширок Да, па ние круг ги луѓе. постираме на интернет, така да можат веќе луѓето да ги гледат, но еве ќе направиме едно промовирање на таа емисија во рамките на свеченото отварање. Потоа предавањата од 20 до 25 јуни ќе се одвиваат, значи предавањата и средбите ќе се одвиваат во салата на Соборниот храм Свети Климент Охридски. Значи од понеделник до сабота, од 20 до 25 јуни, сите предавања, средби, трибини ќе се одвиваат во салата на Соборниот храм Свети Климент Охридски со почеток од 18:30 часот. Значи во понеделник ќе имаме темата Црквата на живиот Бог, столб и тврдина на вистината. Тоа ни е темелно предавање, значи ќе објасниме ова за смислата на црквата, за сето она што говоревме и досега. Потоа во вторник на 21 ќе имаме темата за употребата и за злоупотребата на Светото Писмо низ призмата на самото Свето Писмо. Така. Значи, како самото Свето Писмо, односно Откровението Божјо, сведочи за тоа дека некој ќе го злоупотребува, дека ќе ја злоупотребува таа вистина. Значи, ќе говориме и за тоа, но и како треба да го употребуваме. Да. Потоа во среда на 22 јуни ќе имаме исто предавање во истиот овој контекст за правилното и неправилното разбирање на црквата. Повторно низ призмата на Светото Писмо. Така. Како Бог ни благословил и промислил да ја доживуваме и да живееме во црквата, а како некој од нас си ја доживува, си фантазира за неја и така натаму. Значи, како Светото Писмо ни сведочи за тоа, како треба да ја разбереме црквата. Потоа, во четврток и во петок, значи, овие два дена ќе бидат посветени на нашите млади брати и сестри, особено на оние млади во овој наш град кои имаат таа интенција, таа желба да примат сведоштво, односно да примат информација за тоа што е пораката на Светото Писмо и особено за тоа како млади луѓе да почнат да го живеат тој живот кој води кон вистина и вистинско осмислување на животот. И затоа во четврток тоа ќе биде во петок и во сабота, а во четврток имаме на 23-ти ќе имаме една трибина како да ја препознаеме вистинската црква. Значи, ќе имаме трибина како да ја препознаеме вистинската црква, односно ќе говориме за тоа. Пошто денеска се говори за разни цркви. Кои се знаците и критериумите? Да, критериумите, да. И сега реков, во петок и сабота ќе бидат овие две средби посветени на нашите браќа, млади браќа и сестри, и оние кои се боготражители, па и оние кои се во црквата. Значи, темата во петок ќе биде младоста како можност за лудост и младоста како можност за вистински избор. Еднаш имавме оваа тема во рамките на оваа емисија. Така, меѓутоа ваму ќе биде интерактивно. Да, интерактивно ќе може повеќе да поставуваат прашања. Организатори и предавачи во рамките на оваа тема ќе бидат нашите браќа и сестри од православниот христијански младински ангажман Правец. Дел од нив се тука. Дел од нив се тука, така. И во сабота исто така имаме средба посветена за млади луѓе, но не како предавање, туку средба на еден начин ќе биде организирана во рамки на мали групи. Како работни групи. Како мали работни групи, да, за да може повеќе да се разговара. Пошто мене многу млади луѓе кои доаѓаат еве во рамките на училиштето за животот и на разни други предавања или на богослужбите, ми го говорат тој момент дека им треба можност да поразговараат и да си го кажат и своето мислење. Не само да слушаат, туку да го кажат и своето мислење. Значи во сабота ќе говориме за тоа како младиот човек денеска во рамките на тие работни групи, а после во еден заеднички пленум ќе преговориме за тоа како младиот човек денеска ја доживува или добива информации за тоа што е Свето Писмо, какви информации има за тоа, потоа кој е Христос и што е црквата. Значи ќе видиме дали кај нив постои вистинска информација за тоа или тие информации се плод од незнаење, предрасуди, стереотипи, така натаму и така натаму. И сега, како и секоја година, и оваа година, свеченото затварање е во недела на 26 јуни во 19 часот, исто во салата на Универзитетот за туризам и менеджмент. Ќе имаме свечено затварање со поетско, хорско, музичка вечер и со радост, што се вели. Затоа што поезијата е најубавиот начин да се
прослави Господ и да се проговори за него, затоа и на крај завршуваме И музика да се разбира. И музика, уметноста. Уметноста. Да. Значи, уште еднаш да повторам за нашите гледачи, значи овогодишната седмица ќе биде од 19 до 26 јуни. Отварањето на седмицата ќе биде на 19 јуни во салата на Универзитетот за туризам и менеджмент во 19 часот, а потоа сите предавања од понеделник до сабота ќе бидат во салата на Собориот храм Свети Климент Охридски со почеток во 18:30 часот. И на крајот или затварањето пак е. И затварањето ќе биде повторно во салата на Универзитетот за туризам и менеджмент од 19 часот. Пак имаме и други информации, тие кои што се интересираат ќе добијат најсоодветна полна информација, пошто ако говорам за се друго, ќе ни отиде уште многу време од емисијата. Така, ни останува изгледа уште поеднаш да ги прашам нашите гости тука. Еве, тука ја кажавме темата, нели, дека младите посебен акцент дури 2 дена, нели, седмицата на Светото Писмо им е посветено. И сега, нели, големо прашање за младиот човек во општеството. И освен тие што го кажа тој проблем со семејството, сепак младиот човек живее во едно општество каде што црквата, Светото Писмо и духовноста е малку потисната на страна. Човек кој ќе тргне по духовниот пат, не само најблиските, туку можеби и пријателите, комшиите и така натоа почнуваат, нели, со една недоверба да го гледат и се разбира секој млад човек ако сака да истрае на духовниот пат, мора да се соочи со фактот дека треба да оди понатаму без разлика на жртвите во тој момент, да речеме, можеби ќе биде исклучен од едно друштво, ама затоа ќе добие едно вистинско и благословено друштво, тоа е црквата, заедницата црква. Што би кажал во таа насока, Тијан? Добре, од моје лично искуство, јас ќе кажам дека како млад човек, кога се најдов во таква ситуација да го прочитам Светото Писмо, многу работи ми се отворија во глава како прашање. Так. И самото Свето Писмо сведочи за постојање на заедница, црква, луѓе кои преку призив на Светиот Дух се собрани во име за слава на Бог, за одредени личности кои Бог ги поставува да им служат на другите. И така една слика, да кажам, која во моментот јас кога излегов надвор да ја побарам, не ја добив. Затоа што во прв момент се соочив со разни соблазни. Или читате таму црква, свештеници, епископи, презвитер. Меѓутоа јас кога отидов во црква да побарам одредени информации да ми бидат објаснети, се соочив со прва категорија, да кажеме, на оние свештеници, класични, може да се каже и атеистички, оние попови кои се насочени само кон материјалното, без да се навлезени во вистинската православна духовност, туку искористуваат можноста само да стекнат некоја денарче за да се преживе. Потоа се соочив и со оние свештеници кои се имаат емотивно доживување, душевно доживување на верата, меѓутоа религиозно. И тука стегнуваат и одредени религиозни знаења, но не е тоа. Сепак, вистината секогаш ќе носат во себе оние што се вистински Христови ученици, односно оние кои се Божји слуги, кои растејќи во својата духовност се подготвени да им служат на другите. И таквите луѓе своите плодови ги изнесуваат на виделина, не да се фалат со нив, туку да го прослават името Божјо. Таков еден плод е и самата седмица на Светото Писмо. Затоа им препорачувам, посебно на младите луѓе, но и на сите луѓе од сите различни возрасти, да дојдат на седмицата на Светото Писмо за да се запознаат со вистинското ортодоксно православно христијанство, затоа што денеска многумина се представуваат и како православни христијани, и како христијани од други деноминации, и многу луѓе се повикуваат во името на Господ. Меѓутоа, како што кажав, вистината секогаш Бог ја дава кај оние луѓе кои се подготвени да служат на вистински начин. Така. Билјана, ти што би ни кажала за твоите први допири, нели, со Светото Писмо, со црквата и како ти сето тоа го доживуваш? Тогаш и сега.
Па јас и на почетокот споменав за моите први допири со Светото Писмо, дека потребно е кога го читаш Светото Писмо да си дел од заедница на здрави браќа и сестри во Христа и раководени од сериозен искусен духовен раководител, што ете на сите прашања што ги имаме ние младите во врска со Светото Писмо би ни одговорил најсоодветно. Би се надоврзала на брат Тијан, многу убаво кажа, малку ние младите да не со зборови да им објаснуваме на нашите врсници или на сите што не прашуваат, него да оставиме со тек на време делата да им покажат дека она што ние го правиме, дека она тоа вистинското, дека она тој правиот пат да се спознае целта по која што сме тргнали, бидејќи сите ние во таа заедница сме со иста цел. Так. Тоа е тоа. Ведран ти, нели, студент си, меѓутоа и учесник во училиштето за живот. Еве, дел од тоа училиште за живот е и седмицата на Светото Писмо. Како ти би направил паралела една помеѓу нели ова световното образование и духовното образование? Па, би направил вака, значи, мене како млад човек, ми сметаат некои работи и ми сметаа кога се во црковев. И мислам дека се пречка и за другите млади луѓе, бидејќи и јас имам чувство дека односно денешно општество не е мистично. Иде секој е порационално и порационално. И мислам дека не може верата во денешно време да се сведочи на таков мистичен начин, некој обреден религиозен начин, туку мора и рационално да се објасни и Светото Писмо, но и верата вака како предани. И колку што можеме. Да. Ама еве на пример јас кога се крстев, кога се во црковев, јас го немав читано Светото Писмо. Ја дури после почнав да го читам Светото Писмо и тешко ми беше. Ама претходно ја преку други некои книги стигнав до некое сознание, работиве не бидуваат, хајде да го проверам и ова. И добро, после дојдов и на поведниот курс и ми се објасни. Ама сакам тоа да го потенцирам, мора рационално. Бидејќи такви се и моите врсници, јас секогаш кога зборувам, они рационално пристапуваат. Не ги интересира мистика, дури ја отфрлаат одма мистика. Ме интересира, брат Ведер, под рационално подразбираш дека луѓето барат аргументи. Да. Да не се говори само слушнав, сонував или така натаму, него верата да се темели на вистински аргументи. Да. Тоа е крајно прифатливо и така треба да биде. Така, во таа насока, отец Ивиц, ти што ви кажал за тој пристап, рационалниот и мистичниот, бидејќи црквата во себе го има едниот и другиот, не може да се исклучи, да се сведе само на едно. На тоа баш да додам, мислам, јас рационално размислував пред да се во црква и кога се во црква одеднаш ме опфати некоја мистика, почнав така. Так. И сега после веќе колку има, скоро 2 години, мислам дека се, јас почнувам пак да осознавам дека верата е исто така има има рационална карактеристика освен мистичната. И да се враќам на тоа рационалното. Иако добро, сега има и мистика и сето тоа, но Значи, ова тоа би било и ова како крај полека на нашата денешна емисија. Значи, прво треба да правиме сериозна разлика што православната црква подразбира под мистика. Многумина под мистика денеска подразбират патолошки религиозни пројави. Тоа не е мистика. Тоа е некоја емоција, некои проблеми на душевен план кај многу луѓе, демонски искушени и така натаму. И кога тоа ќе се спакува кај некои луѓе, тоа некои неупатени во верата и оние што не го познаваат Словото Божјо, го нарекуваат мистика. Тоа не е мистика. А светите оци го нарекуваат прелест. Светите оци го нарекуваат прелест, духовна и лага, духовна заблуда, заблуденост и така натаму. Да, а сега вистинската мистика започнува таму кај што има вистинска зрелост на личноста во силата на Светиот Дух и вистинска љубовна комуникација со Творецот, со нашите ближни и со целото Божјо создание. Тогаш започнува, ама до таму треба да се созрее. Но и тогаш не завршува рационалниот момент, затоа што човекот е и рационално битие. Човекот има и ум. И ние кога ги читаме Светите Отци, еве, јас
многу често го цитирам Свети Симеон Нови Богослов, кој е пар екселанс мистик, кога ги читаме неговите дела, но тој е пар екселанс човек кој рационално ги објаснува сите тие нешта. Значи тоа, ајде да го употребам тој момент, не е забеганост некаква. Значи, треба сериозно денеска се прави таа граница, значи помеѓу доживувањето на верата, растењето на верата, затоа што спомнавме, еве, многу пати го спомнавме тоа. Верата е процес и еве ги повикуваме сите оние што ја гледат оваа наша емисија, потрага по вредности, ги покануваме на ова наша овогодишна седмица на Светото писмо 2016, ги покануваме да сето она што Бог ни го открил во Светото писмо, а ние со нашиот духовен живот сме го разбрали, затоа што никој од нас не може апсолутно да каже јас ја знам вистината или некој. Ние во црквата живееме соборно, значи. И затоа ние веруваме во соборна црква. Во секој од нас се пројавува силата на Светиот Дух и ние соборно сведочиме. Затоа има тука многу предавачи кои, значи нема еден предавач, има многу предавачи и многу учесници во целиот овој процес. И на крај мора да кажам дека голема благодарност му изразувам и на нашиот архиепископ за неговиот благослов. Архиепископот Стефан го благослови овој настан, како и секоја година, и го поддржа овој настан, затоа што сепак он е возглавител на Скопската епархија и како црква секогаш ние пред се на це, значи да, живееме по промислата и благословот Божи, но секогаш и со благословот на нашиот епископ, односно надлежен епархијски архиерей во контекст наш надлежен епархијски архиерей архиепископот Стефан и неговиот благослов Господ еве да го умножи да и оваа година навистина да има толку многу луѓе кои доаѓаат на предавањата, а минатите години на некои предавања доаѓаат од 250 до 300, 350 луѓе и така натаму, беше преполна салата во Свети Климент Охридски. Се надеваме дека и оваа година со оваа тема и со овие теми што ги имаме во рамките на оваа тема и со сите настани ќе привлечеме уште повеќе луѓе. Во слава на Бога и за нивна полза. На крај само еден интересен факт, значи одржувањето на седмицата на Светото писмо се совпаѓа со големиот сехристијански собор на Крит и ние истовремено додека нели отците на црквата, од сите помесни цркви во светот таму ќе разговараат, нели ќе дебатираат, ќе има диалог за проблемите во црквата, воопшто ние ќе имаме проблеми за ќе ги разбуваме и ќе разговараме за проблемите што се токму во оваа наша црква. Така, во рамките на Скопската епархија. Па да, баш на 19 јуни, баш на 50-ница, започнува и тој Сеправославен христијански собор на островот Крит тамо. На истиот ден започнуваме ние со нашата седмица. И се надеваме дека сите ние ќе бидеме, како што реков и прималку, под Божјо водство и Негов благослов и за полза на црквата и за полза на целиот свет. Амин, така нека биде. Отец Ивица, благодарам за денешното гостување на Тијања Заджиевски, на Билјана Стефановска, на Ведран Симовски и се разбира на Отец Ивица. Се надеваме дека има благодарност до тебе, брат Душко, за севкупниот дар. Благодарам и до нашите гледатели што имаат трпение, нели, да не следат и да ги откријат овие информации што им ги дадовме, дека можат, освен што самостојно го читаат Светото писмо, да дојдат на седмицата на Светото писмо, тие дилеми што се јавуваат кај нив, да ги постават, нели, пред останатите луѓе и да добијат одговори за она што нив во моментот им е важно, за да можат духовно да напредуваат во својот живот. Тоа ни е целта. И дај Боже, Господа благослови тој да се исполни. Амин.